Започнуваме со 30% поевтина нафта, со тенденција субвенцијата да се зголеми до 50% од малопродажната цена на горивото. Пресметката, кој земјоделец колку пари ќе има на картичката, ќе зависи од видот на производството кој го пријавил за субвенции. Ќе споделам неколку примери за да биде појасно. Согласно методологијата, пример за хектар јаболка, круша, слива, вишна, кајсија, цреша, јагода на отворено, малина, капина и буровинка, подршката по хектар ќе биде 2800 денари и во согласност со тоа колку хектари има пријавено, толку ќе биде вкупната подршка за самиот субјект. За пченица, јачмен, пченка, овес, рж, ориз, хелда изнесува 750 денари по хектар. За хмел, лен, лекја, соја, сончоглед, добиточна репка, луцерка подршката 1125 денари по хектар. Најнискиот износ ќе биде одобрен за мали производители околу 500 денари, а додека највисокиот износ е исто така лимитиран и ќе биде до 100.000 денари. Ова мерка се воведува за прв пат и тоа во првите 2 години од нашиот мандат. Токму какво што ветивме. Со неја ја субвенционираме нафтата за земјоделска механизација и тоа со една единствена цел да го направиме земјоделското производство поконкурентно како на домашниот пазар, така и на европскиот. Со зелена нафта и со сите досегашни превземени мерки ги намалуваме производствените трошоци, а со тоа го правиме домашниот земјоделски сектор поодржлив. Преку оваа мерка и институциите и земјоделците ги прилагодуваме кон заедничка земјоделска политика на Европската Унија, а на сметките на 55.000 земјоделци враќаме околу 200 милиони денари, со што се покрива 30% од трошоците за нафтата.